да се враќаме со нашите гости во студио. Ние убаво се позборувавме за време на рекламите. Верувам дека и вие со нетрпение не очекувате повторно да не видите на малиот екран и секако да слушате сето она кое што ќе го позборуваме и во овој дел по 10 часот. И сега да ви ги поделиме прашањата кои што ги имаме и треба да ги извлечете. Пожешки од надвор денес. Да, кој знае што имам, не знам ова колешката што имам или она ги правиш? Да, колешката Бисера да ја поздравам, беше во вакво канцеларија па ми помогна малце, не знам. Бисера секогаш ги има најдобрите прашања, да не ми се налутиш и од мене подобри. Баш ме интересира денес. Да, за Лара таму сега ќе треба да. Лара нема избор за животот. Да, ако може само садот да го подадете, ето. Веднаш ги отвараме? Да, веднаш ги отвараме. Нема никои правила посебни, ги отварате и читате. Да. Кој сака прв сам нека се јави. Еве, Лара, мислам сака. Ајде, јас вика колку најдолго сте чекале на граница или аеродром и што сте правеле за да поминат сатите побрзо? Искрено, најдолго што сум чекала, не ми текнува точно колку било, затоа што бев доста мала и знам дека беше на граница за Грција, бев заедно со моите родители. Да, мислам дека тоа беше најмногу се чека, мислам дека тоа беше последниот пат кога сме тргнале толку касно и од тогаш почнавме многу порано да тргаме, буквално 3 сати ќе си вадиме патот. Знам дека чекавме некои 5 сати сигурно и го поминав времето така што бев заедно со брат ми, заедно со моите и мислам со нив реално и ми е најинтересно и поминува брзо времето и навистина си ги сакам најдолго на цел свет, така да со нив секогаш ми е најубаво и ако треба и да чекам 5 сати на граница. Со нив би се заглавила во секоја гужва. Да. Така, еве Игор, се огледа дека патуваш доста низ светот, ти си има не така тебе нешто случајно да се откажа лет, па да треба дополнително да поминат некој сат на аеродром. Како си се снаоѓал да речеме во тие? Многу често. Многу често, како се снаоѓаш. Така настанува или по столче по клуп и нешто или Многу често. Не знам, низ светот се случуваат такви работи. Особено во Европа се случуваат. Јас бирам со која авиокомпанија ќе летам, најмногу ради принципите и системите кои што таа компанија ги има или ги нема во случај ако летот ти се откаже. И да, ми се има случувано. Не сати, денови да се чека, во Франкфурт, не знам, во Дубај и така натаму. На Сопајак ми се случи. Најголемиот проблем, според мене, е кога треба да се вратиш во Македонија. Так. Конекциите кон Македонија се најчесто откажуваат. Што кидат у Македонија? Да. Што се откажа? Седи си таму кај што си. Можам да спомнам една случај кога ми се откаже од Рим до Македонија. Патував дополнителни 20 сата. На крајот, да, 4 лета за да стигнам до Македонија, не знам, Река, Сплит, Загреб, до Скопје. Пешки да тргнеш, па ќе стигнеш. Стопер да тргнев, ќе стигнем, да. Имала распомна некоја ситуација со Пајак, сте го пропуштиле летот? Да, на кратко ќе видам за да не узимам многу време, ама интересно е, имавме настав во Италија, во Пијаченца, и одевме од Италија до Виена, затоа што требаше да фатиме лет од Виена до Скопје. И првиот лет многу каснеше и вториот буквално, значи се молевме да го фатиме, меѓутоа немаше шанси, затоа што како стигнавме на аеродромот требаше 20 минути до следниот гейт да отидеме и останавме така сами јас, Пајак и нашиот диџеј Пуци на аеродром и добро беше што најдоа одма до хотелот соба и преспавме таму. Јас пропуштив колоквиум имав следниот ден, Пајак некоја виза имаше, требаше не знам каде да оди. Стварно битни работи пропуштивме, ама нема веза. Битно, ете, ќе раскажуваме сега. Како сега ќе ни кажеш за ова? Да. Да, мимо се изимани случајно. Ите така нешто да пропуштите или па да се заглавите на аеродром, на пат, на некоја граница? Да, се случува. Јас исто така сакам да патувам и патувам често. Мојата ќерка ми е така некако компањол. Да. Која што, не знам, може за некоја година нема да можам да ја влијам веќе. Ама сега дека може да. И мислам дека веќе сме во таа фаза. Но да, често патувам, се случува апсолутно.
и авионски летови доцнања и се, меѓутоа немам нешто вака да издвојам во тој поглед, не знам да ми било нешто толку страшно или нетипично. У принципи кога патувам некако подготвена сум на одредени други работи, не сакам да се го расипувам расположението, гледам да си ја држам таа убава вибрација и да ме носи мислата нели на дестинацијата кај што целта. Целта ги оправдува средства. Така, да, добро, целта на прашањето така да се споделат некои лични примери, па и оние кои што да речеме немале такво искуство, а можеби ова лето за прв пат ќе патуваат авионски едно друго да знаат дека ништо доколку се случува и доколку се решава, ништо не е страшно, ќе се најде решение. Да, јас само тука можам да додам како непријатни случаи, значи на аеродром обавезно сум јас таа која што ја претресуваат, не знам зашто. Сомнително си. Па ти поврзана со судено друго и да видиш сега тебе малце тебе кога ќе те протресат. Значи имам трчано по писта, цел авион веќе полн. Да, ама така што имам пуно ситуации, меѓутоа ама сте подготвена како што кажете, знаете дека сте може да се случи. Да, не сум пропуштила. Ајде вашите прашања да ги слушнеме. Моето прашање е дестинација која не сте ја посетиле за летен одмор, а си ја посакувате. На Бисера очајно и се оди на одмор. И мене. Ајде, за каде се подготвувате или каде сакате да одите? Јас некако вака сакам многу да патувам, сакам во текот на годината да имам неколку патувања и различно ги правам во комбинација, одам и со мојата ќерка и фамилиарно и со другарки, имаме една екипа која што имаме така шопинг, шопинг тура си правиме. Меѓутоа како одмор, мене искрено ми е Грција, од секогаш ми е место каде што се чувствувам пријатно, своја, одморено, без никакви тегоби да го истражувам местото и тоа ми е еден мир кој што ми го дава тој одмор, кој што ми треба од моето секојдневие, а другите видови на патувања ми се на експлорер, да истражувам. Меѓутоа и често пати одам во исти места, така што некако сум тип на човек кој што се поврзувам со работи и кога те негде убаво сакаш да му се вратиш и тоа ти е доволно за одмор. Дури за у кафич, значи кога ќе си го најдам ја мојот мир и мојата атмосфера, тоа е, не менувам таму, сум се на исто столче, на иста маса. А инаку дестинација која што сакам да ја посетам, Бразил. Да. Убаво. Да, Бразил така ми е. Многу екзотична, убав е Бразил за истражување. Да. И Мароко, значи сакам така и помистериозни, меѓутоа Европа не ја менувам некако таа архитектура, градби, култура, музика, уметност, се, значи ми одговара највеќе. Добро. Игор, вашето прашање? Мене ми се погоди прашањето. Коктел на плажа или кафе во некоја светска метропола? Дефинитивно коктел на плажа, но не било која плажа. Тоа ќе речев на која плажа? Не било која плажа, моја најомилена плажа е на островите Сан Блас во Панама. Тоа е на карипскиот дел од Панама, група на острови кој што е многу рурално одржувана и така што живеат индогените од Панама, индијанците. Тоа се тропски мали острови каде што има мир, каде што има тишини, прекрасни плажи. Така, иначе почитуване гледа, че човекот ти живее таму, тоа си го нарекол како дом, затоа толку вака детално се знае. Да, без убаво. Така, да. Коктел на плажа на Сан Блас, апсолутно да. Да. Па добро, не ти е лош изборот, мислам. Скромно вака. Може таму емисија да се смета. Така е, добро. Сега би можелете со оглед на времето да ги погледнемете, бидејќи единствено машко, да ги погледнемете фотографиите од Игор, па секако да ги прокоментираш со збор 2, па потоа да ги погледнеме од Мимоза и од Лара. Да. Ова е верувам од промоцијата на книгата? Да, ова е промоцијата на книгата во Шангај во Кина, каде што имаше група на стотина ентрепренури од цел свет, најмногу од Кина, но секако и од Америка, од Дубај и така натаму. Овде ја промовирав книгата, каде што имав голем челендж да ја објаснам книгата, каде што луѓето не зборуваат толку многу англиски, но сепак бев многу пријатно изненаден кога после мојот говор
многу ентрепренури ми придоа и го праша истото прашање, која е таа голема мака, да. Така да... Па добро, си ги интригирал, те заинтересирали, најважното е да любопитноста си ја разбудил. Така, овде сме со тимот во Штип во ресторант, прославувавме сертификација на дел од тимот на Магенто 2.0. Добро, значи, знаете да се забавувате, не да работите само. Апсолутно, да. Ова е мојот прв e-commerce вебсайт кој што го спомнав претходно, кој што сам го изградив, преку кој ги продавав по парт канвасите. Да. Да. Добро. Правимо. Па добро, делови како сега да е направено, още не делува лајт. Ова е 2002, 2003. Сега ви како експерти веројатно ги разбирате разликите. Ова сум јас. Овде веќе работев, има веќе и тим во едно првите канцеларии. Нормално 2 компјутера. Добро. Ако... Овде ги представуваме по твоите почетоци, да речеме. Да. Ако не работиш на 2 компјутера, не работиш. Тоа ми беше моето мото. Така? Да. Браво. Овде сум јас на промоцијата во Шангај. Направивме така мало масиче, луѓето доаѓа да земат копија од книгата, да се потпишат, да ја објаснат. Може ли оваа книга и кај нас овде каде се најде нигде да се купи? Моментално во Македонија не може да се најде, само на Амазон се може да се купи. На Амазон. Да, на Амазон онлайн. Па добро, онлайн луѓето знаат да купуваат. Наскоро ќе има, работиме на тоа, работиме и на преводот. Супер. Овде сме со тимот во Бугарија, во Софија, на Експо, каде што го презентираме нашиот продукт Аменексија, продавач со вештачка интелигенција за било кој e-commerce вебсайт. Овде сме така весели, среќни. Баш супер фотографии. Ова сум јас 2000 некаде. Тука е компјутер, ама на добар пат. Да, во кој компјутер е? Да, ова е некој Pentium 2. Ова не постои. Така и личи. Да. Со отворен компјутер, да, тие времиња. И dial-up конекција, каде што модемот, оној звук, така. Добро. Исто јас во тоа време, да, 2 компјутера, може да примете еден лево, еден десно. Значи, постојано 2. Добро, денеска како апгрейд да не работиш и со 3? Не, денес конечно сум на еден, да. Така, значи. Со огромен монитор, што зафаќа 3-4 компјутери. Тоа изгледа последната фотографија. Да. Добро, одиме понатаму да ги погледнеме сликите од Мимоза, да видиме. Сигурно ќе прошетаме некаде. Да. Има да ја читам, јас се обидов да направам една мала приказна за одредени, можеби така позначајни моменти и некако додека ги подготвував фотографиите си ги вадев од Инстаграм и всушност колку тие мрежи ни даваат еден наш личен впечаток. Јас дневник пишував цел живот. И сега овие социјални мрежи се буквално еден ден, еден вид на дневник, меѓутоа некако достапен за пошироката публика. Ова е на предавање, јас како адвокат, значи предавав на колеги адвокати за бесплатна правна помош и обуки кои што често ги посетувам, организирани од Совет на Европа и нашата адвокатска комора. И ова е од минатата година, кој што ми е така еден убав момент. Овдека исто сум со предавање Сдружение за трудово и социјално право. Меѓу другото и сум лиценциран помирувач и арбитер и многу често се борам за примена на тој закон за мирно решавање на работните спорови, така што ова е едно мое предавање. Ова е слика од музеот во Антип на Пикасо, каде што одам трета година лани поред и некако се ветив дека секоја година морам да ја посетам Азурната обала и овој музеј, каде што сите уметнички дела никогаш не ја напуштиле Франција и тој што сака да ги види мора да отиде лично, да не шетаат ни светот како другите. Ова ми е еден редок скопски снег, едно преубаво чувство ме пратеше овој ден. И не случајно одбрав позади е Македонска филхармонија.
секогаш кога се наоѓам во близина на објекти кои што се музеи, театри, опера и балет, филхармонија, имам некое, не знам, возвишено чувство кое што и не можам адекватно да го објаснам, меѓутоа сум голем љубител на уметноста и на музиката, ја почитувам многу и тоа е еден дел кој што го одмара мојот темперамент и она адвокатската професија, сите стресови што си ги носи, значи уживам во... Да. Ова е второто одење на Азурна обала, исто ова е во Ница, позади е статуата на Аполон. Тој бог за мене има едно посебно значење во мојот живот како една филозофија, многу имам читано за него. Имам напишано сега и еден роман Пеперутка во лет, кој што се надевам дека ќе го издадам. Некако се уште немам храброст, пошто некако е баш како дел од мене. Мојата друга страна, значи да. Ова е една спонтана слика во Барселона од минатото лето со мојата ќерка. Обично сами се сликаме и ова... Јас мислев дека е многу помала, некако баш се изненади. Баш е повисока од мене. Замислав девојченце малецко. Да, Па беше малечко. Беше, да. Да, така што тука сликавме една фамилија и тие му сакате ли да ве сликаме и баш оваа таква една спонтана, ненаместена, може ке ми се лути зашто ја одбрав. Преубава е, нема да се лути. Сега го спомнав помирувањето, ова е сликано во собрание, каде што јас го водев предметот за потпишување на колективниот договор помеѓу УКИМ и собранието на Македонија, со тогашниот председател Талат Џафери, каде што имавме многу долги состаноци и јас бев во процесот како помирувач и така се склучи тој колективен договор, се применува до ден денес, особено ми е драго и така што ова ми е исто така еден професионален момент. Да. Ова исто ја одбрав оваа слика со лизгалки, како мала многу лизгав. Бев редовна на лизгалиште Маки. Имавме гратис и тие што бевме нели од школа. Да. Секој ден одев, шала на страна. Пред неколку години си ги купив лизгалкиве од Софија, мислам, барав многу долго време и мислам дека ми фалеше многу лизгање, макар што гледам дека сега овие години сум многу попредпазлива од дете кога бев. Сите така. Да. Ова ми е многу драга слика, моментот пред започнување на промоцијата на мојата книга во ноември 2025 година, со моите рецензенти, модераторот и промотерот, драги професори, пријатели, и дел од мојот живот, мислам, можам да ги кажам, така што тоа е еден начин колку комуникацијата и работата и искрените намери можат човек да го сближат. Ова ми е една многу убава фотографија, аз барам се е многу убава. Да, ова е во Сент-Тропе, во легендарниот секвериера кафич Кафула, каде што не може да отидете да не сретнете некој од мега познатите светски звезди, кои што одат во овој кафич токму поради чувството. Едно кафе, односно 1000 евра е сигурно што таму одат звездите. Не. Значи, на вистина еве 3 години одам на Азурната обала и морам некако да го направам тој ритуал. Си го дадов како ветување поради уметноста, чувството, се враќам полна со не само со убави спомени, туку со идеи и ми се развива креативноста, значи многу. Ова е исто една фотографија од промоцијата, каде што, не знам, изгледам малку возбудена, иако како тип на човек и професијата не ми дава да имам трема, мислам, многу одавна сум се ослободила од тремата, меѓутоа оваа ја одбрав токму поради тоа има нешто. Па добро, е значело многу. Ова ми е многу драга слика со мојата ќерка и со моите внуци близнаци. Ова е во градскиот парк, лани,
на еден преубав концерт, затварање на филхармонија на сезоната, со изведување на Дизни класиците. Јас како вечно дете во мојата душа, ужива во сите нив тројца повеќе. Да, сигурно. Да, ова е пред универзитетот во Бугарија, во Софија, кога ја одбранив докторската и таа возбуда која што ја чувствував не можеше да не се забележи на оваа така слика. Да, така што секоја слика си носи некоја приказна. Се разбира. Да. Ова ми е исто една слика само како обележување на градот Милано. Таму исто одам еднаш годишно. Ме инспирира многу во поглед на уметноста, на модата, на уживање. Едноставно се чувствувам своја, исто како Назор на обала, тоа заборавив да го кажам, како ми е убавото чувство кога секој те поздравува таму со бонжу мадам, значи имаш чувство дека припаѓаш таму, значи ти го дава тоа едно такво големо значење како дека си од таму. Ова не случајно исто ја одбрав, како тип на човек сум влюбена во новогодишните празници. И си веруваш Дедо Мраз? Верувам во Дедо Мраз и ова е најубавиот Дедо Мраз кој што јас го имам сретнато во мојот живот и пораката на социјалната мрежа беше верувајте во бајките, сите ликови се околу нас, кога тогаш ќе ги запознаете. Така, е убава порака, одлична. Ти благодарам за сите она кое што го сподели. Сега да ги погледнеме фотографиите од Лара, она кое што таа ни го испрати да го прокоментира сега кога се збори тоа. Ова е од нашата втора соработка со Пајак, една слика од самиот сет, на снимањето на видеозаписот за песната Тотално луда. Го снимавме спотот во Куманово во една запуштена фабрика. Искрено кога ми ја кажа, Гордан Божиновски го снимаше спотот, кога ми ја кажа идејата, стварно не знаев како ќе испадне и ни јас ни Пајак не знаевме. Всушност меѓутоа кога отидовме на сетот и кога видовме колку се спремни и знаат што е визијата точно, просто можев само да се опуштам и да си ја завршам мојата работа, а тоа е да дадам се од себе да изгледа најдобро. Па така изгледа спотот. Ова е исто, еве, од истиот спот, од истото снимање, меѓутоа заедно со Пајак. Уште беше ладно, мислам, уште кога снимавте. Беше многу ладно, поготово последната сцена, јас имаа направено као базен, кој што требаше да има вода само малку над површината, затоа што требаше да даде еден интересен ефект на спотот. И тоа го снимавме во 4 сабајле, а беше многу ладно и буквално требаше цела да влезам во водата, затоа што требаше да искочи тоа како што изгледа сега на спотот. Ќе видиме за помалку од 10 минути. Да, кога ќе го пуштите спотот ќе видите. Ова е слика исто од мене, исто на снимање на спот, меѓутоа за друга песна, тоа е Вкусна неморал. Да, на почетокот заедно со сите ја спомнавме и таа песна. Соло проект за кој што бев многу возбудена, затоа што е стварно нешто различно тука кај нас и како што каже исто Цеце, сакам да експериментирам и секој пат е различна песна, секој пат е различен звук, исто така и различен изглед. Тука буквално сама се грижев и за изгледот, за стајлингот. Но и твоите движења се координирани. Тоа е заслушно бидејќи имаш оден балет. Да. Еве сега баш кога спомна балет, ова е настапот оваа година на Макфест. И тука ја пеев песната... година, ова го чекам. Да, минатата година, добро. Уште не е на сега, да, фала што ме поправи. Имав навистина захтевен сценски настап, затоа што требаше и да пеам и да танцувам во исто време, а тоа е моја најголема желба и така сакам да изгледа секој мој настап. Ова е Доминантен? Да, тука ја пеев песната Доминантен, која што ја спремив за Макфест, баш онака ја мислев и песната која ја правев да биде намената да ја испеам на таа сцена, на Макфест, да. Исто така кореографијата, танчерите. Ова е уште еден мој настап на Урбан Фест,
Ова не така одамна. Да, не така одамна. Сега во јуни мислам беше тоа. Од радиото Урбан FM на кое што си водителка? Да, водителка сум. Да. Мислам, не би сакала да се нарачам водителка, меѓутоа заедно со Теа Траговска водиме емисија која што се вика Урбан Бла Бла. Ова е на уште едно снимање на спот заедно со Вански, еден млад артист кој што е многу талентиран, со кој што извадивме 2 песни. Ова е од снимањето на втората наша соработка, песната се вика Галерија. Многу убаво си поминавме. Интересно беше што многу вложивме во овој спот, буквално се што гледате самите го правевме, сценографијата и тој самиот го правеше целиот спот. Ова е уште едно снимање на спот и ова е буквално се оваа година, така да. Браво. Да, кажа Вирчево најавата уште. Да, горда сум на сама себе што успеав да снимам толку проекти. Ова е една многу драга слика моја. Ова е буквално поклон од наши фанови. На Хамер има испишано мои песни и песни на Пајак. И ни ги има дадено и вакви работи, вакви поклончиња, честитки добиваме многу често и сите буквално ги чувам, сите ми се дома и ми значат најмногу на цел свет и ради тоа и сакав тука да ги покажам затоа што поубаво нешто од ова мислам дека нема. И велара на работа. Да, кога не е во Урбан Бла Бла. Да. Ова е на настап во Свети Николе, ако не се лажам. Многу убава енергија, да. DJ Пуци во позадина, секогаш е тука покрај нас и секогаш имаме најубава енергија заедно, исто мислам заедно со Пајак бевме на овој настан. Да, и ова е од Урбан. Да се растегнеме. Да, од Урбан FM. Реков ја балерина, мислам, така да, професионална балерина, така. Да, ова беше многу интересна фотосесија на почетокот кога ја правевме, кога ја најавувавме емисијата и тоа би биле сите слики за. Добро идеја ни даде сега Лара, вака ние од Сабајле да се растегнеме. Да, слободно растегнувај се. Јас сакам читава да најавам. Здраво Македонија. Супер. Лара, не споменавме само на што работиш во моментов. Знам дека многу пејачи поради ситуацијата со Владо за жал никако ги одлужија проектите, сакаа да му дадат почит со тоа. Верувам дека и ти истото го направи, но на што работиш во моментов? Снимив спот за уште една песна која што ќе искочи за многу скоро. Летна песна е балкански звук, нешто што мислам дека луѓето и не е толку. Секогаш викам нема да очекуваат, ама ова стварно нема да го очекуваат затоа што се навигнати друг звук да слушаат од мене. Поп, да, и ова е поп песна, меѓутоа баш има она балкански звук и многу е весела и летна е, некако некои песни кои што ги вадам се, како да кажам, повеќе навлегувам во емоциите, сакам да некако да звучат посериозно, меѓутоа ова е баш песна која што е доста весела и сакам што повеќе такви песни да правам, така да се надам дека ќе им се допаѓа. Спотот е веќе снимен. Денеска треба да видам до каде да го прегледам, да, и за неколку дена нормално ќе го најавам. Ова е прв пат кај вас ексклузивно да кажам. Лара мора да биде ексклузивно кај нас, знаеш. Да, така да нека следат на социјалните мрежи, ќе објавам кога би бил датумот, кога ќе искочи. Добро, да. Го споменавме само Макфест, не ни откри дали можеби оваа година ќе те видиме на Макфест? Па се уште не знам, не сум стигнала да размислам за тоа. Ќе видам, секогаш сакам да се навраќам на Макфест, тоа го имам многу пати кажано. Таму и ти почна кариерата, првата песна ти беше таму. И мислам дека секогаш би сакала да се вратам на Макфест, преубава енергија има таму и ќе размислам, секако би сакала, дури да не настапувам, може да отидам да гледам. Да, така. Добро, пред да се одјавиме, дали оваа книга може да се купи? За оние кои ќе сака да ја прочитаат? Да, може да се купи. Значи, во моментот се уште е директно нарачка кај мене. Добро, значи, или на профилите кои што ми се професионални, или мојот мејл и телефон се секаде, значи достапни или како адвокат, како вршење на јавна професија. Лесно се наоѓа и мојот телефон и мојот мејл. Така што сум во преговори, меѓутоа повеќе секогаш акцент ставам на работата
силата и на онаму каде што треба мојата сила за моите странки, па ова малку си го пролонгирав. Така, да секако не спомнавме. Ви благодарам на сите еве што ова утро бевте со нас. Ви посакувам многу успех, секако што поскоро да го видиме македонското издание на книгата Игор и да се гледаме за убави работи.